Беше тоа на 5 април 1909 година, кога во Воден е роден Вангел Ајановски Оче, македонски партизан деец од Егејскиот дел на Македонија. Во периодот помеѓу двете светски војни бил член на Комунистичката партија на Грција и секретар на Реонскиот комитет за Воден во 1941 година. Во 1944 година бил помошник на првата егејска ударна бригада, а во наредната ја формирал и раководел организацијата ТОМО. Во периодот од летото 1942 до октомври 1943 година го уредувал весникот Црвена звезда. Починал на 19 мај 1996 година во Скопје. На 5 април 1943 година во селото Подвис Кичевско почна да работи првото училиште на македонски јазик. Беше тоа на 5 април 1944 година, кога во селото Митрашинци, Беровско, се формирани 13-та и 14-та македонска бригада и 50-та дивизија на Народно-ослободителната војска на Македонија. На 5 април 1959 година е роден Гоце Коларовски, истакнат композитор, научник, општествен деец, професор и декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Паралелно со своето образование и усовршување, Коларовски развива богата педагошка дејност, главно на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Паралелно хонорарно предавал и во речиси сите средни музички училишта во Македонија и бил визитинг професор во Ниш. Автор е на 30 теориски трудови што се занимаваат главно со теми и прашања од современата музика. Во ракопис се и неговите учебници по музички форми и по хармонска анализа. Умре во 2006 година. Беше тоа на 5 април 1964 година, кога е родена Стојна Вангеловска, кошаркар кој со голем успех настапуваше за репрезентацијата на поранешна Југославија. Беше прогласена за еден од најуспешните тренери во Црна Гора, бидејќи на својот клуб Единство од Бело поле му донесе 2 титули, шампион на Црна Гора и победник на купот, играше и во финалето на Јадранската лига. Помина 20 години меѓу кошевите, со 300 репрезентативни настапи, учесник на 9 балкански првенства, на 4 европски и на 3 универзијади, како и на 2 олимписки игри, со сребрен медал од Олимписките игри во Сеул. Продолжува и како тренер. На 5 април 1972 година е родена Наташа Мешковска, првата македонка во југословенскиот пливачки тим. Учесник е на 6 светски првенства, со пласман во првите 16, освојуваче на сребрен и брозен медал на светскиот куп и учесник на 4 олимписки игри, на 2 како спортист, а на 2 како шеф на мисија. Најголемиот успех го постигнува на светското првенство во Бразил во 1995 година, освојувајќи го 10-то место на 200 метри пеперутка. Наташа во 1994 година се одлучува за прв пат да го плива Охридскиот маратон и успева во тоа. Завршува со пласман на 4-то место. Спортската кариера ја завршува со настап на Олимписките игри во Атланта 1996 година, а потоа се посветува на академската и тренерската кариера. Беше тоа на 5 април 1987 година, кога почина Калипсо Налча, прва жена професионална артистка во Македонија. Калипсо Налча беше во прв ред пианистка, која стручно се определи како диригент. Својата музичка професионалност ја манифестираше кај локалниот рижемски хор Кајмакчалан и како хонорарен наставник во гимназијата. Во пролета 1935 година имала посебен бенд составен од 20 инструменталисти на устна армоника. Имала и една посвоена ќерка која сега најверојатно живее во Република Грција. Умре во Скопје. На 5 април 1991 година Собранието на Република Македонија донесе декларација во која се истакнува дека граѓаните на Република Македонија на 8 септември 1991 година
плебисцитарно ја потврдија државноста и сувереноста на Република Македонија и ја изразија својата волја таа да биде конституирана како суверена и независна држава. Беше тоа на 5 април 1998 година, кога во Скопје, во издание на новинско-издавачкото предпријатие Денес, излезе првиот број на дневникот Македонија Денес, вестник на демократската јавност. На 5 април 1998 година во Скопје почна со работа телевизијата Канал 5.